Dragi naši prijatelji, dragi naši Македонци, каде и да сте по светот, ние ве поздравуваме од убавата Словенија, поточно од Крањ. Ние сме нагости на Македонското друштво, Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи. По повод нивниот јубилеен 27 годишен етно фестивал, што секоја година традиционално се одржува. Поточно, сега ќе видиме како функционира кулинарната секција при Македонското друштво Свети Кирил и Методи. Ќе ја представам председателката, тоа е господјата Тодорка. Има и песна за Тодорка Крушева, абер пристигна, убаво македонско име. Председателке, да ни кажете како е формирана кулинарската секција при Македонското друштво, како функционирате, како работите, колку членови броите и причината, нели, зошто сме сите собрани со овие прекрасни македонски специјалитети. Не чудете се, ова е навистина земја на чудата, Македонија. Најпрви добре дојдовте во Кран. Големо чест и задоволство е да ја видите нашата кулинарична секција и нашиот клуб. Нашата кулинарична секција е повеќе од 25 години, активно работи и се трудиме да приправуваме јадења различни со цел да ја зачуваме традицијата македонска и да ги научиме нашите деца и за помладите генерации да знаат да го приготвуваат тоа. Броиме повеќе од 30 членови кои прават, кои приготвуваме јадења. Браво, тоа е голема мисија што има кулинарната секција при Македонското друштво. Зошто? Затоа што тука се раѓаат македончиња. Македончиња кои што корените си ги влечат од Македонија и никогаш не треба да ја заборават нашата македонска традиционална кујна, која што е големо македонско богатство. Преку храната ние раскажуваме и за нашата историја, за нашето постоење, а тоа ќе го знаат нашите деца. Колку вашите дечиња се инволвирани во вакви настани? Се трудиме да се што повеќе, се трудиме да ги со тоа што приготвуваме таква традиционални јадења, се трудиме да и они го научат тоа да го прават и сами да приготвуваат. Јас се запознав со твојата керкичка Софија, која што ми кажа дека ти помага кифли кога месите и така натаму, а и Софија ни отпеа македонско девојче. Така е. Така. Сега по повод овој спектакуларен настан, 27 години етно фестивал, кажете ми што подготвија дел од членките на кулинарната секција и кои се гости ги очекувате да ви дојдат? Очекуваме многу гости, очекуваме словенци и од Австрија, од различни држави, затоа што ние сакаме да се представиме со нашата македонска кулинарика, да ја видат нашата традиција и нашата кујна. Јадењата имаме подготвени јадења од цела Македонија, од источна, западна, од секаде, северна, јужна, од секаде. Вардарска Македонија. Од сите крајеви на Македонија. Баш убаво, затоа што и сите сте од цела Македонија и секој си го направил специјалитетот на својот крај. Така е, да. Така, значи ова е Македонија на трпезата, Трапезата ни е многу разнолика. Така. Ајде сега да почнеме да ни се представите, значи секој кој што има направено за овој голем настан. Што ни направи ти прво, председателке, од тебе да почнеме? Еве вака, јас направив баница со спанаќ, кифлички домашни и направив турли тава. Таму е. Турли тава. Да. Одлично. Турли тавата се уште си ја негувате традицијата да биде неделен ваш ручек? Па претежно, почесто да. Така, браво. Дали ви доаѓаат гости дома, дали другарувате со... Да, ни доаѓаат исто словенци, македонци, различно.
да ни се представите вие? Добар ден, јас сум Билјана Филипова и доаѓам од Велес. Од Велес. Колку време живеете во Па Крајн? тука сум скоро 2 години. Скоро 2 Веќе години. третата ја, Како се навикнавте? па добре, Добро е. Ве фаќа така за Македонија? па нормално. Да, и одите често, сигурно. Но и ова што сте денеска дел од настанот, многу значи. Точно Да си така. ја сакаме Си ја татковината и затоа сме тука. Што направивте вие Јас- за сите гости што ќе дојдат? Денеска подготвив салата, пилешка салата, тиквиња полнети со мелено месо и, Таму, да. и имам полжави топано благо. Па полжавите баш со специјалитет. Ја кај многу велешани Точно. имам јадено полжави. Браво, браво, баш на велешки начин така ги направи. По старински рецепт на По мојата старин- баба, да. Така. А што значи тоа топено благо? Со шербет. Со шербет. Она Се како приготвува, прво се прави смесата. татлија? Како татлија нешто, да. Ке ја пробаме. Да завршиме овде, има се да пробаме. Ова е нашата кумановка, таа ќе ви се представи. Јас сум Фросина Богдановска. За оваа прилика направив полнети пиперки, сарма, сутлјаш и еден рецепт што го видов во вашата книга. Сакав да го пробам. Не знам точно од каде. Многу ми е мило. Знам, тоа е ова и се вика свирипиле. Многу е луто, се прави со везени пиперчиња, лук, се попарува со врела вода, се става и оревче, макдонос, мирудија внатре, а има тоа да го пробаме, има да уживаме. Не знам како за другите што не се љубители на луто, ама кога ќе го проба тоа, Засакаат. Инаку Така. Фросина и мојата мајка е кумановка и секогаш дома на мене имавме токму тоа. Сарма, полнети пиперки, вакво макалце. Значи, кумановките си го држат тоа своето. Нема, тоа си е и готово од куманово. Дури зелка си правиме овдека. И Се зелка киселиме, си правите. се сноѓаме. Тоа е добашта зелка. Браво, одлично. Добар ден и на вас. Ајде, Ајрлија, нека ни е дено, здрави, живи, убаво да ни биде, да си поминеме на фестивалот. Добар ден, јас сум Крстева Даница, родена у Крива Паланка, жената у Кочани. Охо, А, леле, јас- како низ нашата, низ Македонија. А живеам Паланка. 46 години у Словенија. Леле, Крива Паланка, Кочани, Словенија. Да. Кој знае што ти си спремила? Јас направив паланечки попарник. Попарник, паланичка. Да. Гледате, ете, зошто сме ние овде. Гледайте, кај додиш? Кочански оризник. Леле, и едно од кај свекрвата, едно од кај мајката, држиш рамнотежа. Свинско месо со праси. Мераци, браво, браво. Да. Значи, алал да ти. Така, значи, од Да. свекрвата сигурно научи многу специјалитети. Доста, Таму, доста. специјалитети, ама и ти им го однесе паланечкото. Па добро, таму. јас млада дојдов у Словенија, 18 години. Немаше. Судбина ме донесе у Словенија. Така, ама зарно нека е, Да, нели? и после си го момчето најдов тука. И Браво, браво. држиме се до традиција македонска, славеме слави, Тоа ме интересира. служби. Која слава, например, ти ја славиш дома? Мој слава, мислам, не славам, ал имен ден славам на Мажо, Митров ден. Ајде здраво живо, да ни се Здраво живо, представиш. јас сум Силвана Петрова, а од Кочани. Од Кочани, 17 години сме веќе во Словенија. така. Како ти се допаѓа животот Многу. тука? Добар е, али Македонија е Македонија. Ете, така. Мораме да го кажеме Ете, го тоа. така, никаде Да. како нашата Македонија. Точно Си така. се знае. Да. Си се знае. Значи, членуваш во оваа секција. А повеќе мажо ми. Јас само Мажо јас ти? го само представувам. Ау, ова прв пат ми се случува. Значи, мажот ти член на секцијата, нема да ми кажеш дека и мажот ти готвел. Секако. Секако. Тој ги Направи сготви. селско месо и тавче гравче. Кој е мажот ти? Јоцо Петров е. Јоцо Петров.
Срце си. Јоцо Петров, алал да ти е ваков случај не сум имала до сега. Да. Значи Сите- Јоцо да готви си ја испраќа сопругата на презентација. Така е, да. Иначе он ги представува сите кулинарики тука што ги има готваче по тоа професија? што има Богородица, што имаме ние како да кажам, пикници, па Така? такви ствари. Он си готви? Он си готви, он е таму главниот кувар, можеме да го кажеме. Браво, Јоцо. Значи, многу сакам да те запознам. Добро се омажила сопругата Да, твоја, секако, така? да. Добро, значи, Ако ово е сакаш да не специ. гладуваш, треба да земеш кувар. Браво. Браво, значи он го направи Да, ова. селско месо, Селско и месо. тавче гравче И имаме направено. тавче гравче. Да. Морам од Јоцо да го пробам тавчето Мора, гравче. да. Браво, да си ни здрав и жив, шегата на страна, да си здрав и Да жив. ни е здрав и жив. Да, Ете точно. така, Да. и следната година да направиш исто вакви Уште убави повеќе. јадења. Да. Ете така. Здраво живо Здраво и живо. на вас. Јас сум Сузана Отанасова од Струмица. Ете го исто код сега. Со што ќе ни изненадиш ти што направи? Ја имам- Струмичанки се Не. познати домаќинки. Прво кога идам во Струмица, сите напудрени, нацрвени, дотерани и ја софрите пол. Па и треба. Така, Да. секоја чест. Да, јас направи онај крашник струмички. Крашник? Да. Леле, крашник дури во Словенија. Да. Вау, браво. Како го правиш крашникот? Што е однатре? Тој е прас. Прас. Да, Зајрето. Да. Ау, супер. Од колку кори е крашникот? 2. 2. Да. Секоја чест од 2 кори толкав крашник. Да. Браво. Браво за струмичанката. Супер. Друго што направи? Друго имам таму доле на туршија. Аха. И туршија. Да. Твојата туршија, Да, нели? да. Браво. Супер, одлично. А сето тоа со многу љубов за нашите гости што секој момент ги очекуваме Точно да така, пристигнат. ја. Секоја чест. Редовно учествувате на овие манифестации? Ма, не баш. Кога ампа- имате ја, време, ја, така, да. кога имате време. Одите ли често во Македонија? Идем само еднаш годишно. Само еднаш Да. годишно, добро. А славите ли некои празници дома? Славиме Свети Јован. Именини, Свети Јован. Да. Дома се собирате, правиш Дома, голема да, слава? дома, да. Браво, супер, си тераш по струмички Да, добички. да. Значи, еве еден заклучок, кај да си по светот. Ниту еден народ не може да те претопи. Точно. Си остануваш со својата традиција, обичај Точно, да. и си уживаш во тоа. Затоа што македонецот си е македонец, каде да отиде по Точно светот. така. Така. Добар ден за Антица. Многу интересно, убаво македонско име. Антица, од каде си родом? Јас сам од Делчево, инаку мажено Митрашинци Беровско. Да. Супер Митрашинци, многу пати сум била таму. Да. Многу леле таму, каков граф во Казан имам јадено. Во оние војнички казани големи. Да. Значи, клиси јадев, Клиси, а да. јадев Сирење. граф, сирење и пиперки печени. Да. И пиперки така. и компир И мршевски. компир, ете така. Колку ти си ја негуваш твојата традиција дома во семејството? Колку време си во Крањ тука? 13 години, така, 13-14. 13, така. А колку си ја негуваш традицијата? Дали е исто, значи дома готвењето, празниците, Великденот, Божиќот, дали е све исто? Па исто, ево, ние имаме слава Иванден, 7.7. Иванден. Исто направиме тавче, гравче, риба, се исто като у Македонија. Така, значи си Исто. ја чувате Компир, традицијата. исто, да. Вашите деца? Ајни теа, они се родени на 7.7. И имаме слава. Тука се родени Да, тука. во Словенија. Зборуваат македонски? Исто, Делчевски и Беровски. И браво и на дијалект. Дали знаат нешто да сготват македонско? Да. Палачинки, Така. се. Супер. Баница, се знаат. Само напред, само така да продолжите. Еве сега, значи по силната половина од кулинариката. Сакам да ви го представам господинот Игор Лазаревски, кој што е родом и од мојот крај. Значи ние сме од Кумановскиот крај, така? Така е, добар ден. Добар ден. Добар ден. Ние се занимаваме со увоз на македонските продукти.
Зимници, да. Што увезувате? Ајде да видиме. Значи да не ги оставиш македонците без ајвар и без зимница, Така е, jer тоа е многу добра здрава храна наша македонска. Така. Увезуваме од пеперки со кисели, гамба, туршија, жива туршија, домашен ајвар од печена пиперка, урнебес, тоа е значи ајвар со печена пиперка со сирење. Такво нешто ја уште не сум пробала. Лютеница, Сега ќе пробам. тавче гравче, Тавче полнети гравче во тегла. Тегла. О, Боже. пиперчиња полнети со урда, лути фафарони, Може ли македонче? печени без фафарони лути имаме исто. Печени ох. фафарони. Со традиција веќе Леле. 30 години се бавиме со тоа. 30 години, Да. браво. Секоја Со чест, син ми работиме. со подлава. Кристијан Лазаревски, тој е син мој. Браво, браво, гордоста твоја, Да, така? да. Колку да. години веќе живеете во Крајн? У Љубљана. Дали е синот роден тука? Синот е роден во Љубљана, така и јас сум исто роден во Љубљана, потеклом ми е од Куманово. Супер. Кажи ми, колку ги поддржуваш сите овие настани на македонското друштво, не само од Крајн, туку од цела Словенија кај што има македонци? Поддржувам Крајн и Есенице. Браво. Значи присутен си на сите настани со твоите производи. Иначе со моите производи сум присутен из цела Словенија. Низ цела Словенија. Низ цела Словенија. Браво. Така е, секаде нека има наши македонци. Така е. Еве сега на мое големо задоволство и една од најмладите членки на кулинарската секција при Македонското друштво во Крајн. Здраво на сите, јас сум Марина, јас овде веќе сум во Крајн година и пол, студирам на факултетот за туризам на Блед и исто така сум дел од фолклорната секција при Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи. Браво, многу амбициозна, значи и студираш и сепак учествуваш во две секции, значи како велат, кој што си го бива, за се си го бива. Планираш да останеш во Словенија? Па, После се надевам. завршувањето Да. на студиите, да работиш тука. Да. Не сакаш да се вратиш назад во Македонија? Македонија е убава, онака за дружење и друштво и Така, све, така. ама за некои работи Словенија ми се повеќе допаѓа. Така. Што ни направи ти за денеска, за гостите што ги очекуваме да дојдат за овој 27-ми фестивал? За денес јас припремив палачинки. Браво, браво. Сепак и студентка и да учиш, испити да полагаш, да играш фолклор и да сготвиш нешто. Браво. Секоја ти чест, Благодарам. девојко. Само напред. Вие да ни се представите? Ја здраво, јас сум Славица Митровска. Славица. Ја веќе живеам 20 години во Словенија. Голем Тука- стаж имаш. Да, работам. Фамилијата ми е тука, децата, имам внучиња. О, браво, браво. Што им Така спремаш на да. твоите внучиња, кажи ми. Што сакат најповеќе од македонските специјалитети? Кифли, баба, сукали, пита, баница? Да, али баш не се они наудушени на тоа, али... Ама ти ке ги учиш? Па јас ги Така, учам само. така. Зборуваат ли македонски? Зборуваат, само не баш. До следната година, здравје Боже Затоа Господе, ако дојдеме Јас тие имав веќе желба стварно да- течно ќе зборуваат македонски и затоа ќе се формираат им оделенија за македонски јазик, каде што сите внучиња и новородени дечиња кои ќе подпораснат ќе одат таму и мора да Да, знаат ќе се научи македонски едниот, јазик. едниот е така, тука е татко му е словенец и така да, оние ше, одмah. Што ни подготви ти за денеска? Јас подготвив ориз со коприви спанаќ. Тоа е ориз со коприва. од мајка ми, од Браво. родното село. Тоа од кога не сум го пробала, Да, млада тоа- коприва, нели? Да. Тоа е традиција од твоето село, од каде Да, што да, доаѓаш. Супер, да. И направив боденик исто по
Боденик. Боденик. Буденик или боденик? Боденик ми Боденик. не кажеме. Зошто се вика боденик? Не знам. Не знаеш. Не знам. Јас ке ти кажам. Ајде. Свекрвата ја правила баницата погачата, дошла снаата, боднала прстот и она рекла ја го направив зелникот. Да. Ја го боднав зелникот, еден прст ставила и испаднало дека снаата ја правила питата. Видиш, не сме Малку знаеле. шеговито. Малку шеговито, одлично. Имаме и македонски вина, македонска музика, ќе имаме вечер, македонски фолклор. И сега, драги мои пријателки, јас имам една идеја и тоа одма што треба да ја спроведеме. Треба да пробаме од сите овие работи. Гостите, еве се редат, доаѓаат, ништо нема да остане. Мора да пробаме се. И нека ни е за многу години овој прекрасен јубилеј. Ви останете со вкусот на традицијата да видите сега што ќе се случува. Ќе уживате во музика, во фолклор, во убав амбиент и во убава енергија кога ќе се соберат сите македонци на едно место. Sitna rosa, staro si, i to